Но се токму ова што го велиме, да имате можност да анализирате, да просудувате, а во крајна линија тоа да ве поттикне и вас како граѓанин на одредена акција, условно да речам. Меѓутоа да бидеме реални. На слушателите, на гледачите, на читателите, што им препорачувате како едукатор, како да препознаат, како да проверуваат информации? На што да се потпрат? Значи, тоа технички може многу лесно. Прво, новинарот е должен, ако пред малку зборував за журнализмот, нели за копирање и пастирање, ако вие копирате од еден портал, должен сте да го пишете изворот, линкот од каде ја земате таа вест. Значи, тука гледачот треба, или слушателот, или читачот, да биде повнимателен, да кликне на тој линк, да отиде понатаму да види. Значи, една германска новинарка, кога беа пред 2 години поплавите, ако се сеќавате што зафатија Германија, беше отпуштена од работа, затоа што била малку помрзелива, не и се одело баш таму каде што се поплавите, влегла во една река со чизми и си направила вака интересна приказна, меѓутоа уредниците, гледачите забележале дека чекајте, ова не е автентично. Значи тоа се недопустливи, условно да речам, креирања на зборувавме за карактерот. Таа особа и не била новинарка. Таа се обидувала во новинарството, веројатно. И да била, значи дури ги погазила и етичките. Некога не била, штом ги погазила тие елементарни новинарски стандарди, таа не е за во новинарство, таа е смисла. Таа е тука веќе егото доминира. Како пример го кажувам. Доаѓа да доминира егото, еве ја имам приказна. Значи тоа е се едно исто како да ве фатат да ве пратат на бојно поле, а вие двајца другари да облечете во униформи. Значи, тоа не е сега. Прашањето постои многу лесно, значи да се проверуваат, но прашањето е нешто друго. Дури и вие, како професионален новинар, јас себе како професионален новинар, професор, колку имаме во денешно време да седнете и сега да проверувате линкови, да проверувате, например, имаше една слика, чинам од Украина беше, страшна експлозија коли, еден се досети и вели, пак ова какви врати и прозори се на зградиве, ништо од страната не е оштетено. Значи, ако имало експлозија, се предпоставува дека ќе има оштетување од надвор. Значи, меѓутоа, луѓето детеска не многу обрнуваат внимание, нити имаат време. Добро, генерално, кој има потреба да лиферуваат такви лажни вести информации? Надвор од ова новинарскиот пример со германската новинарка, кои се центрите на... Дали е тоа ненамерно, од незнање, некој од граѓаните? Не зборувам сега за медиумите, каде што си има редакцијски стандарди. Говорам генерално за напливот на информации кои ние како граѓани ги консумираме. Како тука да ги препознаваме, што да примаме, што да отфрламе, односно на кој медиум или портал или кому да се потпреме за да полесно проверуваме, да не губиме многу време. Или да отвараме само релевантни портали само и телевизии, не знам, радија и така натаму. Апсолутно. Да си имаме свои фанови. Бидејќи денеска знаете што и борбата по кликови, значи колку една вест е прочитана, колку една вест е сакана, лајкана, нели на Facebook младиве како што обично употребуваат, толку добивате финанси. Тоа рекламерите го бараат тој податок. Социјалните медиуми затоа се донекаде добри бидејќи ви имате инстантен фидбек колку сте читан, гледан и така натаму. Старите медиуми, електронските радио, телевизија и печатени, ние не сме можеле да предпоставиме колку сме гледани или слушани тоа, ама во моментот со социјалните медиуми затоа се толку и тие популарни. Сега, значи, затоа е медиумската писменост која што вие ја споменавте, а која што како проект ја работеа многу, ми чинам Македонскиот институт за медиуми и Високата школа за новинарство, организираа доста научни конференции и знам дека доста обучуваа наставници и професори во основното и средното училиште, за да може да тоа пренесат на учениците како да препознаваат. Да препознаваат како да се борат со тоа, бидејќи практично предметот, ако можам така да се изразам, медиумска писменост станува светски конјунктурен. Да, точно, меѓутоа, знаете, кај нас некако чинам дека не наоѓа вистинска почва. Тоа се вметнува во другите содржини. Значи, еве сега предаваме општество, нешто, па еве ќе ви спомнеме за медиуми, па еве или нешто ќе ви кажеме. И пак повторувам, особено младите генерации се подложни на тоа негативно, условно да речам, влијание и останува да се бориме само со вистината. Голем елемент на лажни вести во Македонија е партиско-политичкото дејствување, кое смета дека може своите цели
да дојде на власт. Глобалната, општата цел, дека може да ги оствари со тоа што низ медиумите или медиумскиот простор ќе пуштаа вести што не му носат гласот. И тука не се селектира во смисла што е лажно, што не е лажно. Се пласираат и лажни вести, ако тоа се смета дека тоа пласираат пак преку медиуми или преку службени да речеме официјални портали. Втор елемент од аспектите што еден дел од медиумите, значи се вклупуваат во меѓународни мрежи кои произведуваат лажни вести. Тие механички ги преземаат. Нема да кажувам имиња. Ама јас читам да речеме неколку текстови, ама знаење овде вградено. По 2 дена Спутник го објавил тоа пред 5 дена и овие нашиве пријатели, колеги го презеле. Внеле 6-7 своји зборчиња, најчесто уличарски и улични, и публикава, нели, која не може да го бара Спутник и која не може. Тоа е крадење без пренесување извор, нели? Не, може има дозвола тие. Јас тоа не знам. Меѓутоа, гледам дека таа анализа што ние како публика треба да се воодушевиме. Ами што е целта? Да протнат пропаганда? Пропаганда. Таа значи тоа што каналот е забранет за главната мрежа, поради руската агресија врву Украина, си наоѓа свој каналче. Од индустријска комуникација е пренесено на интерперсонална човечка комуникација. И са ние човекот логично според нас добро го сработил, еве какви сознања, какви анализи, каде се копал по ова, ако се испоставува дека тука и државата треба да си има некоја интервенција, некоја заштита, треба да ги разоткрива тие лажни пропаганди кои пробиваат на овој простор медиумски. Општеството Македонија не достигнало за жал тоа историско ниво да се знае дека кога се зборува вистината е најдобро. Значи, помала штета е ако се каже вистината која не им се допаѓа на луѓето, отколку ако се манипулира и тоа брзо без чекање. Веќе се дознае тоа. Паше ние сме општество малку бројно, па ние за 5 минути истата вест во Битола можам да ја проверам, како што може да ја провери во Скопје. Истата вест дали на конференцијата за печат вистина тој го кажал тоа или едните извлекле едно, другите извлекле друго. Или крадење на зборови. Одамна тоа мене ми е специјално за речем. Кога му вадат еден збор на човекот и смислат наполно се губи. Тоа значи организирана организација. Свесно, значи свесно се води. Околу спомнавте Спутник, например, агресијава руска врз Украина и генерално тој тип на пропаганда, како да ги лоцираме како обични консументи тие центри на кампања, како да се одбрани? Не, па не е тоа направено за кратко време. Тоа е таму вложен голем труд, големо знаење. Тоа е многу суптилно правено. Значи, тоа не е лесно да се открие, посебно на публика која е во состојба, да речеме, просечно и малку надпросечно да следи, да анализира и така натаму. Треба многу знаење за тоа да се открие која е суптилноста на таа порака. Кој еден збор ќе се употреби на Евровизија, ускратени и се поените на таа и таа држава. Ускратени. Значи испаѓа дека не се следуваат тие поени, а без замисли некој ги зел. Гласат, тоа истинува, не се ускратени. Од самиот термин. Па тоа е тоа, значи тоа е суштината е да се наведе дека овие заслужуваат, ама еве некој им ги одзел. И тоа влијае врз расположението на јавност. Ова е најбезболен пример. Тоа води на цели воени структури, така се употребуваат механизмот каде што треба, значи цела линија на гледање. Добро ви разбирам, Москва овие подготовки за оваа инвазија е почнала многу порано. Па види се, значи по принципот на следење на нештата, Значи прво значи има меѓународни аналитичари од јавен настап медиумски, аналитичари во делот на политичкото и државно действување кои викаат ќе има напад тогаш и тогаш. Системот оттаму вика уште малку ќе ни кажете кога ќе одиме на одмор. Па врви една недела и војската влегува. Значи, сега што е? Пред една недела, тоа може да се провери. Нема инвазија, потоа има инвазија. Излегува дека едните и другите точно знаат кога што ќе се случи. Ги диктираат овие медиумски, условно да речам, влијанија во јавност. Има обичај да кажам дека Кока-кола, освен пијалак, произведува и реклами. Како паралелна индустрија. Значи, секоја војна паралелно произведува пропагандна војна. Значи, тоа е основен дел. Само што ваму има воени действија, топови, тенкови, бомби, уривања, убиства и така натаму, а ваму информации, дезинформации, нагласувања, специфичности. Која е целната група? Домашната јавност или и домашната и меѓународната? Цел свет.
Значи со механизмот на интернет во целина, значи тоа стигнува до сите структури. И обичната публика, ако ја прими таа веста, дури рече, еве, така пишува, така е објавено, тоа е точно, а и другата јавност, значи имаш и во држави каде што јавното мислење, најпозитивна смисла, има дејство врз политичките одлуки, врз крупни политички одлуки, нема да работа да го слуша јавното мислење. Значи дури уште повеќе оно што па и уште не е наклонето. Ај што е наклонето, нели, како се вика, на своите им се фалиш, ама и на другите, па ако те прифатат. Млади луѓе кои беа заинтересирани, не само јас, нели, имаше и други колеги тренери, и вака им кажав, гледајќи ве вака во волкав број, во толку голем број, се утешив дека новинарството сепак е спасено, нели? Живо уште. Живо уште, бидејќи Има интерес. бројот на студентите на државните универзитети, знаете дека упаѓа, нема голем интерес за новинарството. Обично колегите кои се запишуваат на новинарство потодат кон комуникацијски науки, да сакаат да станат пиар експерти или да се занимаваат со маркетинг. Редакциите не се повеќе привлечни. Редакциите не се повеќе привлечни, гледат и самите синдикатот на новинари излегува постојано со бројки за тоа колку се платени новинарите и дали се платени и не се платени прековремено. Навистина новинарите многу жртвуваат, го жртвуваат и семејниот и личниот живот, за да може да ја вршат функцијата која што ја вршат. Така, спомнавме нешто за лажните вести и спомнавме како да ги препознаваме. Сега, околу медиумската писменост, посебно таа тема е и тренд, и мене ме интересира. Дури и владата беше заинтересирана да финансира низ некои проекти писменост. Но од друга страна, ако ги лоцираме најголемата конјунктура на дистрибуција на лажни вести, доаѓа од некакви партиски бизнис центри, центри на интерес. Малку дискутабилно е од една страна да се има политичка волја да се за медиумска писменост, да се финансира, да се бараат фондови, еве и вие сега спомнавте, од друга страна тие самите да продуцираат лажни вести. Каде е тука конфликтот во општеството? Па вака, како сега да одговорам на ова прашање, да биде поедноставено. Има наплив на онлайн медиуми во Македонија, има и информации, нели, дека дел од порталите кои што функционираат во Македонија се формираат адхок, нели, за потребите на изборите. Меѓутоа, мислам дека препознавањето на порталите, на професионалните портали, професионалните медиуми, дека тоа публиката ќе го препознае. Добро, се води полемика и во новинарската заедница и кај издруженијата, дали порталите треба да се регистрираат, да се третираат како и бизнис центри во крајна линија, но многу од нив немаат ни подпис, ни кои се новинари, ни кој е главен уредник, може да шират кампањи, пропаганди, лажни вести. Точно, тоа е меч со две острици, бидејќи ако го регулирате онлайн просторот, нели, ќе има простори државата да, но да се... тоа не е социјална мрежа, затоа прашувам дали еден портал е онлайн простор или е редакција која го користи онлайн просторот. Во таа смисла, дали Жаклина се залага за некоја регулатива, очигледно покажа времето што измина дека само регулацијата не помага кај анонимниката што публиката и професионалците не знаат кој стои за таа информација. Во таа смисла прашувам што треба да стори државата или издруженијата, се едно. Па мислам дека треба да се води дискусија околу тоа дали е потребен или не е потребна регулација на онлайн просторот. Нема категорички да или не, нели, дека треба да се регулира. Ако го регулирате тој простор ќе состави можност, нели, државата да направи некои обиди за да може да го контролира тој простор. Ако не го контролирате, тогаш има, нели, општ хаос. Така што би требало еснавските здруженија да најдат заеднички јазик што да се прави во таа сфера или дали треба воопшто нешто. Сигурно дека пазарот одредува кој е што и публиката навикнува кои медиуми, кои портали, ако сакаме за интернет да ги користи, да ги консумира, кој да ги игнорира повеќе, бидејќи еднаш два пати ако е фатена во лагата ќе испадне како она со овчарчето. Но ајде блиц, вие околу вашите работилници, како изгледа една работилница со млади луѓе каде што држите предавања на оваа тема медиумска писменост?
кои се темите, кои се поентите и каква е комуникацијата, интеракцијата со младите? Спомнавте дека има интерес. Па има интерес со тоа што јас гледам, например, работилниците да не бидат класичен тип на работилници. Повеќе, нели, да биде тоа низ разговор, низ дискусија, какви се нивните размислувања за онлайн просторот, какви се нивните размислувања за дигиталната ера, што се тоа се случи во медиумската сфера во последниве години во Македонија. Знаете како, младите луѓе треба критички да размислуваат кон се што ги обкружува. Тоа не значи, нели, буквално да се сомневате во се што ви се нуди, меѓутоа да има некоја дистанца во однос на тоа какви информации примате, какви информации шерувате на социјалните мрежи, што поддржувате, што не поддржувате. Значи повеќе ги учиме околу тоа критички, нели, да се вели активен пристап кон информацијата, активен пристап. Така, да. Не е со намера нешто да им се сервира на готово и тие самите, нели, да го голтнат тоа. Туку самите да размислат што е она што мислат дека е најобјективно како информација, за да може да понатаму да расудуваат, нели, во животот. Да, ама нас ни беше битно таа управа да работи законски и да тоа што кога веќе не направен е така законот УБК да биде одговорна за спроведување на Зарески ве прашам директно, се плашете ли малку за својот живот? За безбедноста на семејството? Природно е, човечки е, веројатно. Сепак не е тоа невладина организација некоја, па се скарале двајца или, не знам, спортски клуб или група навивачи. Сепак е тоа служба со традиција, со корени, со многу тајни мистики и непредвидливи нешта. Па ја не доживував дека тоа актуелно раководство е дел од службата некој долгогодишен. Едноставно мислам дека се спроведуваше некоја политика која што беше адхок. Јас вака често пати си велам, може би мислев дека да си правам филмови, дека нешто може да ми се случи, може би претерувам, може би неправедно ги обвинувам тие луѓе, може би не биле свесни, не биле спремни такво нешто да направат, како и што не се направи некоја сериозна репресија, што не значи дека репресијата немаше да се случи. Мотивите се нема никогаш да дознам. Нели, да. Мислам дека како мене се вели она каму среќа да не дознаете. Јас во еден момент кога беше најголемата тензија, пресеков и отидов во МВР и кажав секако што се случило, со надеж дека ќе се прифати. Така, не се обиде некој да ве премисли, малку да стиша работата, да се заташка, имаше веројатно и такви обиди. Мислам дека очекувањето кога јас отидов во МВР и кога бев прифатен за разговор, беше очекувањето дека јас ќе негирам било каква поврзаност со бомбите. Јас напротив сметав дека е подобро да кажам дека сум поврзан и да влезам во некоја легална процедура во која што ќе биде вклучен обвинител. Затоа што искрено најлошата ситуација е некој да знае дека вие сте биле укажувачот, а вие тоа да не го пријавите кога имате шанса. На надлежна институција. Ако јас не го пријавив тогаш кога можев, одлуката тогаш беше дека јас сум осумничен и мојот колега, можеше да биде и обратно, да бидеме сослушани и да се направи истрага дали нашите тврдења се точни. Тогаш едноставно тоа не се случи, мене ми е криво, ама во тие околности веројатно беше премногу да се очекува дека ќе се трне во истрага внатре во големо. Ѓорѓе, ќе ве прашам сега, можеби никој не ве прашал, што е тоа што сепак ве натера? Знаевте што ќе се случува, дека ќе има последици, дека во стартот тешко ќе се извлечете, дека јавноста треба да види, другите органи во државата треба да прифатат, да ви веруваат на некој начин. Кој ви беше, како велато, на кој ѓавол ве тераше да влезете во таква рискантност, ако можам да се ние во стартот кога решивме дека тоа треба да излезе, ние го
извадивме тоа од МВР и во истиот момент више тоа не беше во наши Тоа раце. прашањето е како се решивте да го извадите од МВР? Па- Дали тоа што бевте малку и заедно ве окуражи? Тоа беше, да, па и двајца е полесно, да. Инаку сметавме дека не се движат работите во правец како што треба да се движат, дека не е во ред толку информации да се собираат на едно место. Да не го направевте тоа. Еве сега денеска ќе се каевте. Па не знам, не можам да си го замислам јас животот што би било, кога би било. Да не го направевте тоа. Не знам, едноставно постои само денес. Не постои што би било кога би било. Вие додека се снимаат тие бомби, нели нелегални прислушкувања, имавте ли можност да слушнете од разговорите секако, но ме интересира како и доживеевте тоа кога ги слушавте вака преку медиумите на телевизија во директни преноси. Па јас бев во притвор кога ги слушав. Но знаевте дека тие се шират веќе во... Да, мене најголем страф ми беше како расфрлени пердови. да не пропаднале, во смисол да не се запленети. Во притворот се чувствувате нелагодно, имавте страф некаков од некоја освета, тоа ми е Да ви кажам, како тоа Ѓорѓи во Лазаревски... притворот се чувствував како на безбедно место. Предходно, пред да сам таму, не бев сигурен како ќе се одвијат работите. Мене најголем страф ми беше да не ми направат додатни компликации на блиските. Пред се дома. И и тоа сметам дека е добро. Законот, значи тие си имаат, еве народски кажано, финти како да не малку изиграат. Например, дали е 30 дена, дали е 20 дена рокот за да ми одговорат, тоа ќе го испратат во 30-тиот ден и тој одговор често пати ќе биде фаличен, не се извинам, не таков кој што ние бараме, па ние повторно мораме да бараме да постојаме. И отиде уште 20 дена, нови да. 30 или 20 дена, и нови така, доека да речеме, ако прашањето се однесува за некоја ситуација која што е актуелна и која што е во жижата на интересот на јавноста, доека вие добиете одговор, ќе помине актуелноста на тоа прашање и која ќе направите на крајот истражувачката сторија врз база на информациите кои што сте ги добиле, тоа се документи со подпис, со печат, тоа се официјални, тука најверодостојни, веќе тежината на импактот во општеството на истражувачката сторија е драстично намалена. Така, констатиравте дека да не се странските донации ќе нема македонско истражувачко новинарство. А како е вкупниот амбиент за македонското новинарство? Вашето искуство, како цени Александар Божиновски, имаме ли новинарство онака професионално издржано или е се тоа некоја имитација од ден за ден? Па, новинарство има, ако некој бара квалитетни новинари производи, имали се, за жал, многу малце. Се уште има, понекој новинар се наоѓа. Меѓутоа, моралот и духот на новинарството е, сметам дека е бај искрашен. Значи, тоа се гледа во тоа што не се интересираат младите да студираат новинарство, тие сакаат public relations, со јавност, тоа сакаат да бидат пропагатори на некој начин, а не новинари. Кога идат на факултете, тоа бараат. Тоа е попрофитно? Тоа е попрофитабилно, да. И од тука, од друга страна е она клик новинарство, ја што го викам, тоа се разноразните портали кои што пуштаат купишта информации, значи, да речеме по 300 вести во тој ден со цел да го освојат просторот и фактички се води една борба за вниманието на јавноста преку како да кажам експлозивни информации, преку разни трикови, например, ќе се напише дека имало крвава сообраќајка во крвава сообраќајка толку загинати, за да кога ќе го отворите текстот ќе прочитате дека се случило во Белград, а вие мислите дека е тоа тука. Значи има такви некои или разголени жени, да се земе вниманието на јавноста, за да не го види она што треба. Тоа порано ние го викавме на терего да го гледа дрвото за да не ја види шумата. Да, но финансиерите на кликови па плаќаат. Да, тоа рекламерите. Од Google е преземено. Вие го почнавте новинарството во време на не интернет. Да. Интернетот му помага или му одмага тогаш кога вака зборуваме за денешното новинарство? Интернетот е многу моќна алатка во новинарството. Многу исклучително моќна, меѓутоа во медиумите сметам дека треба да постои саморегулација.
И кога ние би ја направиле таа саморегулација, тогаш можеме да предложиме до властите да ја преточат во закон. На некој начин. Значи, за се мора да постои правила. Ако нема правила, влегуваме во хаос, во кој едноставно се пропаѓа. Има некои кодекси на новинарските здруженија, но многумина кои се сега новинари, поготово интернетот ти ја дава таа можност, мал милион платформи, да ги игнорираат тие кодекси, тие нив не ги допираат, не се ни членови на здруженијето. Затоа прашам дали се губи она класична новинарска фела, дали изумира таа, дали овој хаос во интернетот ќе надвладее, какви ти се прогнозите? Ја мислам дека ќе се дојде до нова форма на новинарство во иднина, затоа што примањето на информација, оние лажни вести прават огромна штета. Мислам дека луѓето ќе почувствуваат потреба да читаат од каде да читаат информации, да гледаат и да знаат дека тоа е така и дека тоа е направено кој што треба. Луѓето ќе се уморат од лаги. Интернетот и порталите се преполни со лаги и манипулации. И едноставно повторно ќе се бара правиот новинар да излезе на терен и да направи интервју, не Zoom интервју, не Skype интервју, да оди таму, да направи тоа да се стави, да знаете кога ќе откуцате некоја веб адреса, дека тоа таму е врз база на закони и правила направено, а не некој да си Тоа влегува некаде во рамките сега на овој тренд медиумска писменост, може би што е светски тренд. Апсолутно, луѓето мислам дека не ќе можат едноставно да толерираат толку време да бидат хранети со лаги, едноставно ќе им да е преку глава. Тоа значи ќе умеат да препознаваат што е што и каде да ја барат вистината, нели? Ќе преживее во друга форма, не знам каква, али ќе преживее. Тоа значи пак борба за рейтинг на секој медиум моделно, за верба кај консументите. Мислам дека треба време луѓето се навикнат, не само ќе видиш нешто на Facebook или ќе видиш клик него вау, значи кој ќе влезе на читателот веќе навика да види чекај кој го пишува ова. Кој е тој? Кој си ти? Што си ти? Ви имате мал милион портали кај што не знаете ни кој е уредник, ни кој е новинар, нити дали е регистриран во Македонија, IP адресата му е некаде у Хонг Конг и едноставно, значи луѓето ќе научат дека едноставно не треба да му веруваш на некој што се крие, значи ако ме сваѓате. Тој што сака да ти ја каже вистината стои пред тебе и ти збори во очи. Тој што се крие за некое дрво и ти збори